Не постои ниту еден пиар стратег кој ќе обмисли таква кампања за власта како што тоа и се случува на опозицијата. Од нигде никаде нивниот лидер воскликнува на борбата против криминалот и корупцијата. Не баре тој, а не Ковачевски е премиер. Времето на неказниви поединци во општеството заврши. Времето на луѓето кои што мислат дека ќе си поигруваат со законот заврши. Промената на улогите може да се забележи и во однесувањето на социјалдемократите. Наеднаш кај нив се разбуди толкаво ниво на патриотизам, што покрај булевари Плоштад, со старото уставно име, предлага да се именува и некоја нова улица во Делчево. Контекстот и поради ситуацијата во која се наоѓа целата наша држава, во која е нападнат македонски идентитет од наш досед, предлагам таа улица конкретно да биде крстена Македонија. Сакам само да напоменам дека Социјалдемократскиот сојуз распиша референдум за промена на името од Македонија во Северна Македонија. Хипокризијата во нашето општество изгледа толку голема што оние кои постојано го менува идеолошкиот дрес за да дојдат до некоја позиција. По недостиг на огледало, јавно отвараат дилема за тоа како се станува државен функционер од највисок ранг. Со Љупчо баравме дури и по енциклопедија и вртевме. Нема случај во демократија, дури и во автократија, заменик министр да авансува премиер. Не може да најдеме пример. Може би е поедноставно од портпарол да се стане вице-премиер, но тоа не го доведува под знак прашалник капацитетот, способноста и покрај отсуството од изборните листи, од тие што имаат можност делумно објективно и од академски ракурс да ја наблюдуваат состојбата. Ош не прецизно говорат за потезите што секој што раководи мора да ги направи. Да ги истегне ушите на овие што се во производството, ако не знаат, ако не можат, да ги смени со способни луѓе. А тие на вистина веќе тешко се наоѓаат, бидејќи амбиентот во државата е така политички и партиски загаден, што индексот на квалитет е паднат на толку ниско ниво. Па секој домашен хедхантер веќе подолго време го повторува истото. Не се излегува надвор, смрди и дои лути на очите. И на крајот, единствена шанса нешто да се смени е конечно да почнат да не разбираат. Ще ви помоля да говорите по-бавно, като ми задавате въпроси, защото македонски език не е български. Той за мен е чужд език и аз не го разбирам до край. По-бавно, ако обичате. Ние помалку или повеќе го разбираме тој јазик, ама не можеме да ја сватиме нивната политика. Оти таа, а не ритамот на говорот од браќа со сите сили прави странци.